Денот кога се одбележува борбата на жената за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Се уште остануваат отворени прашањата. Колку македонската жена денес е рамноправна во општествената заедница? Со кои предизвици се соочуваат жените во така наречениот машки свет? Дали жената еднакво учествува во процесот на одлучување? Колкаво е незиното влијание и улога врз донесувањето и менувањето на одлуките? Силните жени говорат на оваа тема. Роми Ивановска е градежник, професија определена претежно за машкиот свет. Таа со незиното семејство управува со градежната компанија Изофас Прилеп. Како е да се биде жена во градежниот бизнис? Се почитува ли ставот и мислењето на жената при донесувањето на одредени одлуки? Како е жената да биде во светот на градежништвото? Многу ми е мило за вашето радио или за вашето функционирање до сегашно. Се надевам дека и понатаму ќе имаме соработка со Радио Пела. Со оглед на тоа што исто така вие како жени кои што работите ваков бизнис сте ми многу драги особи што совесно многу изработуваат оваа работа и мислам дека многу блиску сме со прашањава кои што сакате да ми ги наметнете или да ми ги поставите во врска со работењево. Па јас моево искуство во градежништво можам да кажам дека веќе 30 години приближно работам, од кои што 22-3 години сум во изведба на градежништво, бидејќи мојата професија е инженер-архитект и првите почетоци на моево работење беа како проектант. Мислам дека секоја жена, поготово или секој инженер-архитект кој ќе заврши факултет архитектура, се пронајдува во проектирањето, значи да си бидиш слободен во канцеларија, топло место за работење и така натаму, креативно. Меѓутоа, 10 години поминав во мојот работен стаж како проектант и наредниве години ги поминувам во фирмава наша, собствена, моја и од сопругот, во која што заеднички работиме. И пополека од архитект 90% во моево работење преминав во изведба на градежни работи, во која што многу малку имам колешки кои што работат во изведба. Има можеби од колешките кои што ми се надзор, од кои што ми биле надзор во објектите што ги изведуваме, меѓутоа за изведувачките работи помалку имам колешки, повеќе сум со, да речам, со машкиот род, мајстори, инженери, колеги. Меѓутоа, да ви кажам дека многу убаво ми е и повторно да се запишам за да работам, пак истото би го работела, затоа што премногу ме исполнува работата. Мислам дека почетокот годините кога почнав да работам, кога бев помлада, дека можеби не бев толку пријатно дочекана кај колегите. Меѓутоа сега како одминува времето има веќе и повеќе сега и девојки кои што учат градежен факултет, архитектура, кои што веќе сакаат да бидат во изведба, па малку станува тоа посекојдневно. Меѓутоа на почетокот сигурно сум имала така некои понепријатни ситуации со колегите на терен. Меѓутоа сега да ви кажам сум стварно прифатена, драго ми е, немам некои посебни лоши искуства или некои лоши предизвици во работењето. Сепак мислам дека сме почитувани. Можеби од почеток му било интересно да речеме на колегите, че речат еве и жениве во градежништво или било како, меѓутоа ќе си облечиш ниски чевли, шлем ќе си ставиш, не мора секогаш да имаш фризурче на косава шлемов кој ќе треба да го ставиш, не мора утре на фенирање да одиш, него ќе си одиш на работа со шлем, со ниски чевли, со кломпи, со гојзерици, било како налагаат условите зависи во кој објект одиш да работиш. Не се научува на факултет сето ова што се научува на терен. Значи, од некои повозрастни мајстори треба едноставно па и да не се срамиш да кажеш дека не знаеш што е и како е во работата. Јас, кога сум дошла од факултет и не знаев што е да тргнеш вагрес, например, во градежништвово, мене мајсторо ме учеше на први објект кога дојдов во Изофас како треба да тргнам вагрес и како треба да сработам и мислам дека ако на таков начин малку
по-психолошки му се доближиш на мајсторите и на луѓето, како да сакаш од нив да научиш нешто од почетокот, поинакви очи ќе почнат да гледаат во вас како пријател, како другар, кој што сака да му помогне, а после тоа, ако така се поставите како пријател и другар, мислам дека сте почитувани и повеќе ќе имаат волја и ешта за работа и така ме доживуваат и нашиве работници во Изофас. Ми се чини дека можат да ми придат за секаков проблем да ме праша без разлика, не ме гледаат луѓето дека сум му баш така газдарица, дека мора она да биде нешто. Си разговараме спонтано, си прашуваме ти како мислиш вака или така. А исто така и од многу други, да речам, пријатели, колеги кои што ме прашале еве за стручен совет за нешто, како треба да се направи или да изведи, секогаш сакам несебично да им помогнам, без разлика дали ќе му го изведи некој друг мајстор или било како, советите ги давам секогаш несебично со големо разбирање, искуство од работата и мислам дека секое ново нешто во градежништвото што треба да се сработи е нов предизвик и ново искуство. Ниеден објект што сме го изведувале претходно не е ист како наредниот. Секој нов објект е нов предизвик во градежништвото и точно тоа ми дава уште поголема волја и желба за работење во нашава област. Ние сме веќе повозрасни, гледаме нашиот бизнис да им го предадеме на нашиве деца, па покрај тоа што, да речам, во работава ми олеснува што се тие присутни во нашиот бизнис, така да и дома така ми олеснуваат работите. Инаку само со помош на повозрасни, на родители наши, само така додека сме биле помлади, а сега како сме повозрасни па го оставаме бизнисот на помладите. Гледам дека барем кај нас младиве веќе почнуваат достојно да не заменуваат, па се надевам дека во иднина мирно ќе можеме да им го предадеме бизнисот, така да немам вака некои потешкоти во работење. Елизабета Сурладже е советник во општина Прилеп, представник од партијата Дом. Колку жената денес има право на одлучување во политиката и каква е незината улога и активност? Има ли препреки од машкиот свет? Денеска жената се повеќе се обидува да биде учесник и во политичкиот живот на една земја. Многу тешка е незината улога, да се разбереме, како жена домајчинка, жена вработена, жена политичар и таа мора да се изнајди себе си, посебно во овој тежок машки свет, да речем, за нашиве прилики овдека и да се избори токму за своје рамноправно место во политиката, да незиниот глас се повеќе се цени, незиното размислување, незините рационални одлуки што ги донесува, да бидат што повеќе користени, што повеќе значи да се размислува дека не само мажите можат да размислуваат, него и жените размислуваат. Така да жената мора да си го најди своето место во општество, затоа што се вика силна жена, силно општество. Сега каде сме ние? Треба да размислиме. Имавме ние повеќе предлози. Први да се врата малце поназад, кога имавме размислување дека секоја партија треба да има по двајца председатели. Едниот да биде жена, а другиот да биде маж. Меѓутоа, тој предлог очигледно не ни го прифатија. Потоа отидовме понатака. Баравме 50% од кандидатските листи за советници и за пратеници во собранието да бидат жени. За жал и тука процентот е намален. Потоа во листите за кандидати за градоначалници баравме 1/3 од кандидатите да бидат жени. За жал, колку жени имаме ние во Македонија градоначалници? Дали можеме да ги преброиме? На една рака се пребројуваат. Тоа го направивме ние од причина што сметавме дека жената многу повеќе може да придонеси од причина што таја се грижи за своето семејство и таја сака своето семејство да ја биде згрижено, среќно. Значи, таја ако биде градоначалник исто така ќе води сметка да граѓаните на таа општина бидат што повеќе среќни, да бидат што повеќе задоволени нивните барања што ги имаат, што повеќе да бидат заштитени. Нормално во рамките, да речем, на буџет на општина, али сепак секогаш не се сите одлуки и
донесени врз база на материјално покривање на нештата. Некогаш може и со добро размислување, со нова преорганизација да се направат некои работи кои што се веќе постоечки. Затоа сметам дека жените и нивниот глас, и нивното размислување треба се повеќе и повеќе да се цени. Кај нас во дом, посебно сега, од кога станавме равноправна членка на Европската зелена партија, нивните заложби, така сега и наши заложби се повеќе жената да учествува во креирањето и развојот на нашето општество и во политиката. Тоа значи да учествува повеќе во политиката. Веќе имаме ние 2 пратенички во Собранието на Република Македонија и имаме околу 10 советнички во општинските совети низ Република Македонија. Тоа значи дека ние се трудиме, значи, на разни начини да како жени да помогнеме и да одиме напред. Јас од секој си бев општествено ангажирана, меѓутоа не посебно вака да се истакнува, меѓутоа од кога отидов во дом од незиното основање сум јас во партијата, предизвикот ми беше тоа што таа како зелена партија, значи не зборуваме лева опција, десна опција. Ние сме, значи, некаде на средина, како си се најдов најмногу тука. Се зборува за екологијата и заштитата на нашата животна средина. Човекот се третира како човек, а не како граѓанин кој што ни треба бројки да имаме, него го третираме како граѓанин и како човек. И предизвикот како жена ми беше тоа дека тука можам да се искажам и на некој начин да помогнам за сите наши луѓе од ова наша општина. Ние немаме некои посебни едукации, меѓутоа имаме често вака меѓусебни разговори меѓу жените, контактираме на разни групи и секогаш си се допрашуваме една со друга, зборувам значи за нашите членки, си се допрашуваме една со друга, па како е кај вас, па каде вие сгрешивте, каде ние сгрешивме, па ајде да си помогниме и во општествениот живот, а и во приватниот живот. Оти на жената денеска е многу тешко. Мора да биде домајчинка, мора да биде вработена и таја мора да биде, ако сака да биде политички ангажиран. Значи, семејството е тоа како клетка која што мора да ја помогне на жената за таја да оди напред и да може повратно да се грижи и за семејството свое, меѓутоа да се грижи и за пошироката заедница. Повеќе мажи се во советот него жени, меѓутоа кога се донесува некаква одлука и кога се гласа, тука сме рамноправни, значи тука не може да стане избор. Ние сме сите советници и сите сме на исто рамниште. Кој доаѓа од една партија, кој од друга, кој од трета, меѓутоа целите нас ни се тука заеднички. Не избрале граѓаните и ние во името на тие граѓани мораме да донесуваме рационални одлуки. Оти ние го трошиме нивниот динар. Така да тука сме рамноправни. Меѓутоа, кога станува збор за рамноправноста и улогата на жената во политиката, прашање додека дојде до одреден степен да се квалификува како политичар, тука се незините потешкоти. Први, предпоставам дека има отпор од семејството, од машкиот дел на семејството, така да таја мора да се распредели и како домајчинка, и како жена, и како политичар, и да ја има таја подкрепа за целосно да се посвети на нештата што ги работи. Жените секогаш и секако треба да бидат вклучени во политиката, затоа што сметам дека тие многу порационално размислува и многу полесно може да дојдат до решавање на одредени проблеми. Така да јас ги мотивирам тие млади личности што повеќе да се вклучуваат, затоа што тие како млади личности си ги знаат многу повеќе потребите што ги имаат како млади луѓе и ќе се стремат да си ги реализираат. Сосема логично, нели? Кога станува збор за автомобилите, Даниела Перкановска, која со своето семејство управува со станицата за технички преглед Автоконтрол Прилеп, е непрекосновена во познавањето на својата работа, но колку незината улога придонесува за развојот на бизнисот и има ли пречки од машкиот свет? Дали и како може жената да ја балансира работата и семејството кога таа покрај предприемач е мајка, сопруга, домајкинка и дама, подготвена за секоја пригода. Со тек на време нели се покажува дека жената се докажува во бизнисот, во работата, покрај нели домашните обврски, дека имаме време и за работа нели и за бизнис и за одгледување нели на семејството. Секогаш желбата е пресудна за да бидеш успешен во животот, затоа што
во нашиот бизнис. Стартот го направи мојот сопруг, така да предизвик ми беше и јас да успеам покрај него. Секојаш има предрасуди дека автомобилизмот е машка професија, меѓутоа не е така. Нели со моја помош и нели двајцата да бидеме успешни, успеавме нашиот бизнис да расти, заедно нели со мене и да се зголемува дејноста од сервис во технички преглед. Одлуките ги носиме заедно, секогаш. Досега добро ни оди. Се надеваме дека ќе се прошириме уште повеќе. Времето е кратко, нели, меѓутоа кога се има желба, време се најдува. Значи покрај работните обврски, нели мора да се посветиме на децата, на фамилијата, на домаќинството дома. Кога се сака, нели, кога се има желба за успешност во животот, време може да се најде за се. Има разлика, значи ние растевме во поинакво време, сега времината се сменува, нели, успешноста на жените не е иста како порано. Значи сега се случува да жените се многу успешни во бизнис, така да јас морам и ги воспитувам, нели, нашите черки да го наследа нашиот бизнис и дека да се нема предрасуди, нели, дека ова е машки бизнис, не е машки, може да бидеш успешен во секој бизнис, ако имаш желба и успешноста сама доаѓа. Несиме Салиоска е директор на невладината ромска организација Рома СОС Прилеп, која повеќе од 10 години успешно се справува во битката за правата на ромите. Дали една жена раководител на граѓанско здружение, кое ги застапува правата на ромите, успева во светот на мажите? Кои се тешкотиите и предизвиците на жена ромка да носи одлуки во битката да го менува општественото живење на ромската популација? Рома СОС како здружение постои од 2007 година и веќе 10 години успешно успеа да креира еден бренд од невладина организација која што со целосна доверба и со целосна грижа се справува со сите предизвици кои што ги има во својата околина. Меѓутоа, најголемиот предизвик во секој случај е фактот што начело на организацијата стои жена и со самото тоа предизвиците се двојно или тројно поголеми во секојдневната работа на здружението. Зошто двојно поголеми? Ќе го образложам преку една порака која што мене беше упатена минатата година, а тоа е дека премногу сум силна, храбра и авторитетна личност и дека тоа представува моја слаба страна. Самата таа порака, доколку беше упатена до маж, ќе беше многу поразлична. Односно, силата, храброста и авторитетноста е силна карактеристика на мажите, меѓутоа е слаба карактеристика на жените. Со самото тоа на жените им се дава до знаење дека не треба да бидат силни, храбри, авторитетни, туку дека треба да бидат послушни, покорни во околината и на тој начин да бидат повеќе приврзани кон приватните или семејните врски, а не кон општествените процеси кои што се во нашето секојдневие можеби важни, меѓутоа важни за мажите, не за жените. Многу често пати, јас кога дискутирам исто така во мојата околина, дискутирам и од аспект на тоа што 10 години работам, меѓутоа ни пред моето постоење, а и сега во моментов, не се појави друга жена ромка толку активна и толку упорна во застапување на правата на ромите. Кога размислувам на таа тема, еден е единствен одговорот, а тоа е дека колку и да представувам позитивен пример во мојата околина, многу често пати представувам негативен пример за самите жени ромки. Зошто е тоа така? Жените во секој случај треба да изберат дали ќе се посветат на својата кариера или дали ќе се посветат на својот семеен и приватен живот. Во тој еден обид да се избалансира приватниот и службениот живот, жените секогаш го бираат приватниот, семејниот живот и се откажуваат од кариерата или од службениот живот, бидејќи патриархатот и воспитувањето домашно од секогаш од мала возраст ги водел низ тој пат. Јас се покажав различна во тој еден животен пат и таа моја различност во моментот
сега ме доведе во ситуација да самата околина веќе можеби не ме препознава дали припаѓам во светот на мажите или дали припаѓам во светот на жените. На неколку наврати јас кога дискутирам и со нашите волонтери во нашата организација, често пати ги прашувам зошто не им дозволуваат на своите партнерки да учествуваат во активностите. И одговорот од нашите волонтери, кој што мене ме засегна баш пред некој месец, беше дека жените немаат што да кажат. Во тој момент јас го прашав тоа момче, а нели јас сум жена, а нели јас сум лицето кое што раководи и ги води овие процеси. Одговорот кој што ми го даде тоа момче, ти си нешто друго. Во тој момент јас се прашав, што сум јас сега? Како сум нешто друго? Дали сум жена или дали сум маж? Во овој свет сите успешни жени ги следи една аура која што е позитивна во светот на успешноста, меѓутоа и доста негативна во смисла на тоа да веќе својата положба не можат да ја определат и да ја класифицираат заради родовите улоги. Родовите улоги од самото раѓање на едно девојче се знаат кои се. Значи, таа треба да остане дома, да биде добра домакинка, да биде добра мајка, да биде добра ќерка и така натаму. Кога тоа девојче не ги следи тие правила, според кои што е воспитувана, тогаш станува нешто друго, меѓутоа не може да биде и маж, бидејќи е жена, нели, по природа, и се појавува еден вакуум, простор во нејзиниот живот, во нејзината позиција, во кој што се бори да се обиде, да преживее во еден тој свет, кој што преживување најчесто го прави преку искажување на максимално разбирање за својата околина. Жените во невладиниот сектор имаат максимално разбирање за својата околина, меѓутоа околината најчесто нема разбирање за жените и тоа е најголемиот предизвик со кој што се соочуваат. Меѓутоа и покрај сите овие предизвици со кои што се соочува една жена во невладиниот сектор, жените успевале да бидат најдобрите оперативци, меѓутоа не и добри донесувачи на одлуки, за жал. Донесувањето на одлуки сепак остана карактеристика на машкиот свет, а самата работа, оперативната работа, се уште е карактеристика на женскиот свет. Зошто е тоа така? Како одговор на ова прашање, само можам да кажам дека жените, за да донесат една одлука, ги разгледуваат сите аспекти од таа одлука. Како таа одлука ќе влијае на околината, како дали таа одлука ќе наштети некому или ќе го подобри животот на некоја личност. И во тој цел еден склоп на околности, одлуката која што ја носи, најчесто се гледа како негативна, наместо како позитивна. Мажите кога носат одлука, ја носат одлуката во моментот, според нивните лични карактеристики, особини или приоритети, и на тој начин тие не размислуваат за ефектот од таа одлука за околината, меѓутоа се прикажуваат како успешни примери. И сите овие околности, лични, природни карактеристики кои што ги има во машкиот и женскиот свет, представуваат една од клучните разлики кои што не ни овозможуваат еднаквост на жените во денешното општество. Ние се уште живееме во општество каде што жените и мажите се нееднакви и во поглед на позиции, и во поглед на економска моќ, и во поглед на морални вредности кои што се негуваат, а и во поглед на перцепции за тоа кој колку е храбар, моќен, авторитетен. Ние се уште не можеме да се пофалиме со имањето на жена ромка во политиката. Ние се уште жените ромки исклучиво, како што кажав, ги гледаме само во невладините организации, односно на терен, оперативно,
грижејќи се за потребите на ромската заедница, меѓутоа не гледаме жена ромка која што застанала на некоја клучна лидерска позиција да креира важни политички одлуки за самото општество. Промената може да се случи само во ситуација кога ќе се генерира што е можно повеќе храбри жени ромки, авторитетни и сигурни во своите настапи, и на тој начин ќе им се даде до знак на мажите дека не можат вечно да владеат тие со сите одлуки, со сите процеси. Меѓутоа, 2018 година сме, како што кажав, се уште, барем на локално ниво тука во Прилеп, јас сум единствената, активна и јавно позната жена ромка која што води одредени процеси, организација или реализира одредени цели. Еден мој добар пријател ми кажа дека ќе треба да чекам уште можеби наредни 20 години за да се случи промената за која што се залагам сега. Јас се надевам, имам трпение, имам се уште толеранција кон околината и очекувам дека таа промена и по 20 години можеби ќе ја доживеам. Меѓутоа, сега за сега во овие околности, со овие општествени процеси, не очекувам дека, барем во ситуацијата со жените ромки, има некој вистински напредок. Жените ромки се уште се длабоко во подредена позиција и под канчите на патриархатот. Девојчината се уште единствена желба со која што растат е кога ќе се омажам, каков ќе биде мојот семеен живот, како ќе имам деца и како ќе се грижам за сопругот. Многу малку девојчина од ромската заедница имаме со амбиции да станат директорки, раководителки, председателки или политичарки. Меѓутоа се надевам дека преку мојот пример, кој што им го оставам во наследство на помладата генерација, некогаш и негде ќе се случи промената која што ја очекуваме. Иако, како што споменав, во одредени моменти, сиот мој пример кој што го креирам, се толкува дури и како негативен. Меѓутоа, јас сум спремна да одам до крај по мојот пат, дури и по цена да останам забележана како негативен пример, меѓутоа ќе биде сепак можност за некоја наредна девојка да направи избор различен од тој на кој што е навикната ромската заедница. Јас кога растев, јас кога бев дете, немав пример со кој што можев да се поистоветам, меѓутоа не знам како природно мене ми доаѓаше дека не треба да бидам иста со жените ромки во мојата околина, бидејќи јас ги гледав како патат, како се економски зависни од мажите, како се малтретирани, како се неуки и како на тој начин дури и физичкиот изглед во континуитет им се менува кон полошо отколку кон подобро. Гледајќи ги сите тие околности, јас реков не сакам да бидам јас како овие жени, сакам да бидам различна. Меѓутоа немав пример по кој што треба да се раководам, за жал, кога јас растев. Наредните генерации се надевам дека ќе ме гледаат како пример по кој што ќе се раководат во ситуација кога тие ќе изберат различен живот од тој со кој што се соочуваат секојдневно во својата околина. И тоа е тоа кое што би го оставила јас како наследство и со кое што би била горда еден ден доколку тоа се случи. Валентина Пурдеска е на 40 години во спортот, односно во каратето. Таа е каратистка, тренер и управител на спортскиот карате клуб Понсаи, но и меѓународен судија од највисок ранг од Македонија во светски рамки. Дали жената борец е рамноправна во машкиот карате свет? Колку жената спортист е еднаква на спортските терени со своите машки колеги? Жената како спортист, па во Македонија каратето важи претежно како го сметаат како машки спорт, меѓутоа не е така. За почитување и признавање, значи не е проблем. Имаме секаква поддршка од машките колеги.
и драго му е и радосни се што имаат женски колега толку високо котиран на европско и на светско ниво. Како тренер исто така, значи не сум само јас, имаме повеќе женски тренери. Меѓутоа, јас тасав да се искачам на европското ниво, да ги земам сите европски лиценци, како европски судија и во кати и во борби. Тоа беше во февруар сега, на европското првенство во Сочи. Таму веќе ја зедов последната лиценца за борби и буквално сега европските првенства, финалиња, трети места, елиминации се можам да судам, значи и во кати и во борби. За по 2-3 дена да заминеме на светската премиер лига во Дубај, каде што се стекнав исто со светската лиценца во борби, додека светската лиценца во кати ја имав на светското првенство во Линц 2016 земено и единствена жена во Македонија како карате судија со сите овие завршени лиценци сум досега јас. Го пробив мразот и мислам дека ќе им биде полесно на нашите колешки и нашите колеги што се помлади, а ние сме задолжени да ги обучуваме и да им помогнеме во било кој поглед да не следат, да не остани празен простор помеѓу нас, туку да не следат скала по скала, да се качуваат заедно со нас и да ја представат Македонија, а посебно град Прилеп. Драго ми е што сум прилепчанка, си го сакам градот и драго ми е што Прилеп веќе заслужува да има во овој спорт високо рангирани и тренери и судии. Јас сум и акредитиран светски тренер. Значи имаме во мојот клуб имам веќе 7 судии, државни судии, 5 тренери. Значи работиме континуирано на секое поле, за да му помогнеме на младите што побрзо да дојдат до тие врвни резултати, а да имаат и заштита од нас како тренери, како судии мислам во да досудиш правилно кој добил поен, кој бил подобар во изведба на ката, да нема привилегии ако тренерот му е судија, пошто ние кога се наши такмичари не смееме да судиме, или кога е од наша земја, значи воопшто во панело на судии не смееш да бидеш присутен. И тоа е мислам реално и така треба да биде. Па знаете, во почетокот, значи кога ќе дојде време за финале да судиш, некако се плаша дали си способен да го издржиш тој притисок, затоа што цела сала е на нозе. Кога судиш финале за една Франција и помеѓу Франција и Турција, то не е мала работа. Значи се работи за големи земји со огромен капацитет, не само финансиски, и во каратето посебно, како екипи се многу јаки. Меѓутоа, ако одиш по правилник, мислам дека јас се изборив за моето место и важам за квалитетен судија и многу реален судија, дека не потпаѓам под притисок. Значи, сигурно под стрес многу повеќе реагирам и подобро. Мислам дека досега сум немала никакви притисоци, како притисок, ако се смета, знаеш, ние балканците, Југославија уште некако си се држиме, Југославија е наша, меѓутоа сме многу реални досега. Македонскиве суди котираме многу високо. Околу реалноста, околу донесување на правилни одлуки, подкрепени со правилникот, не излегуваме надвор од нешто па да можеш протест да предизвикаш и такви работи. Сум имала препреки во смисла недоверба во почеток, меѓутоа јас не сум вчерашна, така да многу километри и во судење, и во тренирање, и во како репрезентативец сум поминала и ме знаат веќе, знаат дека ќе бидам реално, но што сум видела ќе досудам и досега немам проблеми, имам само поддршка од колегите да одам што погоре, да ги доземам уште тие 4 лиценци што се светски врв, да речеме, судење, и тоа е највисокото што може да се достигне. Па каратето е преубав спорт, затоа што младите ги гради здрави психофизички личности, не се агресивни како што постоеше мислење ако вежбаш карате па ќе биде агресивен. Спротивно, таа енергија младалачка, да речам, ја канализуваме во правилна насока и каратето е претежно самоодбранбен спорт. Значи ти, не дај Боже да ти притреба во живот, меѓутоа кога ќе притреба,
ти да си подготвен да се одбраниш или себе си или другите. Моите членови, значи јас сум тренер и собственик на карате клуб Бонсаи. Имаме 140 членови, машки, женски, значи можам да кажам дека околу 50-50 се поделбата на машки и женски, меѓутоа не постои никаква поделба во смисла тие се понежни, па пазете, самата природа машките ги тера да бидат повнимателни кога работат со девојките, меѓутоа мислам дека сме цело семејство и секој проблем го решаваме заеднички, не правиме разлика никаква, значи работиме од најмала возраст од 4 години, па имаме сениори, па и постари лица. Мислам дека нема никаква разлика кај нас. Досега и не сакам да има. Затоа што спортот е спорт. Ако си се нафатил да спортуваш, нема разлика мажи и жени. Мислам дека упорните и храбрите успеваат. Денес жените имаат повеќе права отколку во целата досегашна историја на човештвото, но во исто време доживуваат повеќе несреќа од времето кога биле само домајќинки. Наталија Ц. Постружник, Институт Изида Вида, Словенија.